Општина Канал 8, добар ден. Општина Кочани продолжува со реализацијата на проектите од комуналната инфраструктура за кои користи средства од сопствениот буџет. Со околу 50.000 евра во тек е бетонирање на пристапни улици и патишта во неколку населени места. Реализацијата на проектите од комуналната инфраструктура во општина Кочани се одвива според планираната динамика, при што во завршна фаза е изведбата на неколку сообраќајници од локален карактер. Според известувањето од локалната самоуправа, во тек е комплетирањето на завршните активности за бетонирање улици во неколку населени места во општината. Во Градовци веќе е бетонирана улицата Питу Гули со должина од 150 метри, а бетонски слој ќе добие и последната земјана улица во селото Мојанци. Со тоа, ова населено место комплетно ќе биде со решена патна инфраструктура. Според најавите од стручните служби во општина Кочани, деновиве ќе проложат и градежните работи во селото Тракање на уличниот крак со должина од 200 метри. Исто така ќе се комплетира и улица во Оризари, како и крак во Колерски гробишта во Кочани. Активностите се реализираат според програмата за уредување на градежното земјиште за оваа година, а за бетонирање на пристапни патишта и улици од буџетот на општина Кочани се наменети 3.100.000 денари. Според проценките, се очекува изведувачот на градежните работи годинава да бетонира вкупна површина од 3.500 метри квадратни. Караванот на коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, во саботата беше во Кочанскиот регион. При тоа лидерот на партијата Христијан Мицковски и носителот на кандидатската листа за пратеници во изборната единица број 3 Игор Јанушев на граѓански собири ја представија предизборната програма за парламентарните избори. Ке го вратиме македонското национално достоинство што сега ни е погазено повеќе од кога било претходно и ке го запреме она што сега се прави да се чувствуваме понижено. Беше речено на граѓанскиот собир што во саботата вечерта во Кочани го организираше ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија. Председателот на партијата Христијан Мицковски порача дека понудената програма за обнова на државата е гаранција и сигурна основа од изгубените 3 години можат да се надоместат, а грешките на актуелната власт да бидат казнети. Не само што не успеа, не можеа тоа што го ветуваа да донесат живот, туку буквално ја распарчија, ја разнебитија, понижија, омаловажија сопствената држава. Ја засрамија. Денеска да си македонец во сопствената држава владе едно чувство дека си граѓанин од 100 ред. Ние нема да чекаме 3 години. Доволни ни се 6 месеци. Сиот сомне за сторен криминал и корупција ќе биде процесуиран. Правда мора да има од Куманово до Гевгелија, од Девар до Делчево, секаде во Македонија. Мора да се почитуваат законите и уставот. Нема привилегирани луѓе, нема привилегирани политичари, нема привилегирана политичка каста и семејство. Имаме план како да дојдеме до минимум 25% повисока плата просечна во еден 4-годишен мандат. Се обврзуваме на тоа. Се обврзуваме за минимум 20% повисоки пензии во еден мандат. Се обврзуваме на минимум 1000 километри реконструирани локални и регионални патни правци. Се обврзуваме на реконструкција на болници, училишта, училишни сали. Сите се детално наведени во програмата, во читанката наречена Проект Обнова. Се обврзуваме за минимум 640 милиони евра субвенции за земјоделците, за гарантиран откуп. Носителот на кандидатската листа за пратеници во третата изборна единица Игор Јанушев истакна дека во изминатите 3 години регионот доживеал стагнација, поради што вети многу работа за негово повторно заживување. Се обврзуваме дека ќе завршиме со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани, изградба на когенеративни постојки за газ за добивање на електрична и топлинска енергија во Кочани,
Во наредниот 4-годишен период ќе стимулираме инвестиции во модерни туристички велнес, спа и здравствени центри, каде е вклучена и вашата преубава пониква. Изградба, односно целосна ревизија на постапките со кои беа одземени ловиштата во изминатиот период од 4 години во Кочани и Кочанско. Соврзуваме да изградиме Центар за физикална медицина и рехабилитација на болни во село Бања Кочанско, кој е локалитет со природни извори на геотермални води. Во насока на континуираното решавање на проблемот со децениската запуштеност во сферата на згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст. Новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе продолжи со изградба на нови детски градинки. Покрај граѓанскиот собир во Кочани, ВМРО ДПМН во саботата организираше слични средби и со жителите на општините Зрновци, Чешиново, Облешево и Виница, при што подетелно беше представена програмата Обнова на Македонија. Сите што останале без работа од 11 март до 30 април до 26 јуни имаа рок да аплицираат за паричен надоместок во Агенцијата за вработување. Такви лица кои аплицираа и добија во Кочани се вкупно 126, информираат од Центарот. До петок, 26 јуни, траеше аплицирањето во Агенцијата за вработување на оние лица кои што останале без работа во пикот на корона кризата. Независно од времето поминато во работен однос, можат брзо да дојдат до помош за полесно да го премостат периодот на невработеност. Според уредбата, сите оние кои што останале без работа во периодот од 11 март до 30 април, без разлика дали подпишале спогодбен отказ или лична изјава, или добиле отказ од работодавачот, ќе можат 2 месеци да примат паричен надоместок. Во Агенцијата за вработување во Кочани, такви лица кои во овој период останале без работа и поднеле документи и добиле паричен надоместок се вкупно 126, информираат од Центарот во Кочани. Сите оние кои имале прекид на работен однос во посочениот период требаше до 26 јуни да поднесат барање до надлежниот Центар за вработување на Агенцијата за вработување. Меѓу другото, се обезбедува брз пристап до материјално обезбедување и за онаа група невработени кои претходно работеле со договор на определено време и кои по сила на закон истекол, а немаат потребен минимум од 9 месеци непрекинат стаж или 12 месеци стаж со прекин, за да остварат право на паричен надоместок. Сите семејства кои останале без приход може да влезат во системот на социјална заштита и да примаат гарантирана минимална помош. Тоа значи, ако претходно ги следеа приходите на едно домаќинство во последните 3 месеци, за да се види дали треба да влезат во системот, сега се следат приходите само од претходниот месец и со тоа се излегува во пресред на најранливите категории граѓани. Во Кочани продолжува редовната акција за третирање против комарците. По реализираното прво, за среда се најавува второто авионско прскање за оваа сезона, со која ќе се опфатат над 1500 хектари. По завршената прва фаза од третманот против комарците во општина Кочани, наред е комплетирањето и на втората. Со оглед што наездата од инсектите вообичаено се засилува во втората половина на јули, оваа фаза од прскањето ќе се реализира токму во текот на неделава. Според известувањето од општина Кочани, в среда на 1 јули, во периодот од 5 до 8 часот, стручни екипи од компанијата Бониер ќе спроведат авионско третирање против комарци. При тоа ќе се користи досегашното еколошко заштитно средство, така наречен широкопојасен инсектицид Ауродил Супер ПБ, за кој е добиено одобрение од Бирото за лекови на Македонија. Со третирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и поголемиот дел од низинските села. Вкупната површина на која е планирано прскањето изнесува околу 1500 хектари, односно на истата територија на која се изведе и првата фаза од третманот годинава.
Без оглед што препаратот со кој ќе се прска не е опасен за другите инсекти, сепак од општината упатуваат повик до граѓаните кои одгледуваат пчели да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Доколку временските услови се неповолни, односно врне дожд или дува силен ветар, тогаш третманот ќе биде одложен за следниот поволен ден. Превентивната систематска дезинсекција на територијата на општина Кочани се презема согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, како општа противепидемиска мерка. Заврши реконструкцијата на културниот дом во село Видовиште и изградбата на улица во село Мородвис. Со средства од Бирото за рамномерен регионален развој беше реализирана и заврши и изградбата на етнокуќата и етнопаркот во Зрновци. Со средства од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, општина Зрновци реализираше 2 проекти во вредност од околу 10 милиони денари. Станува збор за целосна реконструкција на културниот дом во село Видовиште и изградба на улицата Трифун Вангелов во село Мородвис. Меѓу другото, заврши и изградбата на етнокуќата и етнопаркот во Зрновци. Паркот е ограден со метална ограда и убаво уреден, а проектот е реализиран со средства од Бирото за рамномерен регионален развој, а имплементиран преку Источниот плански регион. Исто така заврши и изградбата на пешачка патека на улицата Илинденска и нејзино проширување и изградба на канал за наводнување, кој се протега покрај самата пешачка патека. Општината Зрновци годинава набави и механизација, која опфаќа трактор со целокупната приклучна механизација, даска за чистење снег, мучер за косење на банкини покрај локалните и регионалните патишта, ровокопач и утоварач, како и дупла приколица од 3,5 тони за изнесување на комуналниот смет. Општината очекува до крајот на август да добие камион специализиран за изнесување на комуналниот смет, а активноста поради пандемијата од COVID-19 беше пролонгирана. Платежните картички ги поскапеа домашните производи. Инспекцијските служби на терен ќе проверуваат дали скокнаат цените на домашните производи, откако владата подели платежни картички за купување домашни производи. Не е време за било каков профит, велат одговорните. Инспекцијски служби почнаа да проверуваат зошто во маркетите се зголемиле цените на домашните производи. Дел од граѓаните веќе се пожалија дека цените пораснале токму на домашните производи, откако владата одлучи да подели платежни картички за посиромашните граѓани од 3, 6 и 9 илјади денари. Од владата вела дека не е момент да се прават било какви профити, туку е момент да се помогне на граѓаните. Затоа не треба поради тоа што ќе има поголема потрошувачка на домашните производи, истите да бидат поскапени. Од пазарниот инспекторат велат дека инспектори постојано се на терен. Проверуваат дали истакнатите цени на рафтовите се исти како оние заведени во фискалните каси. Според инспекторатот, трговците не ги зголемиле цените драстично, а со укинувањето на вредната состојба стапила веќе на сила пазарната логика на понуда и побарувачка. Инаку цените на одредени македонски производи скокнаа токму по укинувањето на вредната состојба и процесот на делење на платежни картички за дел од граѓаните. Но дека таа беше во сила, владата замразна дел од цените на основните производи. Инаку невработени лица излегува со барање домашната платежна картичка за невработените да важи и по законски утврдениот рок, односно до нивно вработување. Тие велат дека со ова корист ќе имаат невработените, но и државата и компаниите, а ќе се намали и иселувањето на квалификувани и високо квалификувани млади од земјава. Невработените ќе знаат дека државата мисли на нив и ќе добијат стимул да прифатат да работат за плата која ќе биде повисока од државниот износ, што им се дава бидејќи ќе сакаат поголеми приходи. Државата ќе биде сигурна дека издвоениот износ на пари од буџетот за невработените трајно ќе се троши на домашни производи, со што ќе ги помогне домашните компании да отворат работни места, а ќе се намали и стапката на невработени.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.